Еве сме назад во студио, а во меѓувреме нас ни се придружи и останатите гости. Во наредните минути ќе разговараме и со Вероника Анастасова и Сара Чочкова, членови на одбојкарскиот клуб Виола Волеј во Велес. Добро утро и за вас и добре ни дојдовте. Добро утро. Пред колку време започнавте да тренирате одбојка? Па, веќе 2011 година почнав и еве уште 2015 година, веќе 5-та година ми е што тренирам. И ќе тренирам. Јас тренирам 6 месеци од почетокот на учебната година. Значи ти си релативно нов. Да. Зашто се одлучивте токму за овој спорт? Па, сакав нешто да тренирам и имав можности на други спортови, но сепак од чичко ми како иницијатор на спортот, како бивш одбојкар, и така ме Го следеше неговиот мотивираше некако и Јас се одлучив за одбојката бидејќи е мој омилен спорт и затоа што сакам да станам одбојкарка. Так. Господине Манасков, предпоставувам дека членовите на клубот се поделени во групи според возрастна граница. Колку групи има моментално? Така, моментално се поделени во две групи. Пионерска категорија, каде што ни е член нашата Сара, че тоа е една генерација од 5-то и 6-то одделение ученици кои што сега оваа година почна да се бават со овој спорт. Значи имаме една група од 20-тина дечиња. Целта ми е мене да не повеќе да се обрне внимание на секој дете отколку на бројката. Така да таа група брои од 20-тина дечиња и во текот на оваа и наредна година би сакал да ги подготвам и веќе третата година ги пријавам во такмичарски, нели, да се надпреваруваат во пионерската категорија, нели, при Одбојкарска федерација на Македонија. Другата генерација ми се кадетки, каде што припаѓа и Вероника. Тоа се двијадите и помали. Меѓутоа, оваа генерација е пријавена, како што може да би спомнав пред малку во разговорот, во младинска категорија, да играат, да се напредуваат со повозрастни, поголеми девојчиња, да трпат од нив искуство. Јас стално се жалам, нека научат да ги тепаат по глава, после еден ден они да тепаат. Така да, овие ми се не би можел да ги издвојам, нели, посебни. Меѓутоа, Сара ми е ученичка. Сара ми е најдобрата ученичка во класот, председател. Јас сум и класен раководител. И моментално едно од најдобрите одбојкарки сега со оглед на 6 месеци. Да, стварно супер напредуваат. Додека Вероника малку пред сега кога разговаравме, нели, позади камерите, висока, техничар. Значи сакам, нели, спомнавме стереотипите да ги разбиеме, сакам да одиме напред, трендот на европската одбојка да пратиме, сакам техничар висок кој што може да се најде во секоја позиција, нели, на организацијата на нападот. Сега работат вредно, се редовни, имаат желба, се надевам дека таа желба ќе им продолжи. Убеден сум во тоа, затоа што Вероника сега се таа генерација прва година, тука е прелодниот период, каде што после завршувањето на 9-то одделение, најчесто се откажуваат, меѓутоа оние како генерација продолжија цела екипа, што стварно ми е драго. Како одбојка, нели, за девојките стварно е спорт број 1. Значи би препорачал на сите, нели, овие што се родители, да ги запишат дечињата, да се надпреваруваат било каде, нели, во било кој спорт, убаво да спортуваат. Лани имав една група корективна гимнастика. За жал оваа година нема поради недостаток на термин. Од семинарот кој што беше пред 2 недели со познатиот Владимир Вања Грбич, најпознатиот светски играч српски, беше на семинар, имавме некоја обука. Она што го кажа, кога праша која генерација, која возраст е најдобра да се почне со одбојка, кажа од 6 до 9 години со корективна гимнастика. И само се погледавме ние колегите, затоа што ние тоа лани го работевме. Јас сум математичар, јас не работам со корективна гимнастика, не дај Боже, нели,
не ми е тоа струката, меѓутоа има луѓе, професори кои што имаат школа завршено и си ги работат. Значи, моја иницијативата на организацијата. Така да и наредна година почнуваме исто така со таа корективна гимнастика, па понатаму си продолжуваат дечињата веќе кои ќе четврто, пето, шесто одделение, веќе почнуваат со основните елементи од одбојката, па понатаму веќе седмо, осмо одделение, малце со повозрасна група, се вклучува поголем дел од одбојкарската техника и тактика и така натаму. Сега ќе ги прашам ни Вероника и Сара колку пати неделно одржувате тренинзи? Па одржуваме 3 пати неделно Така. и Каде се редовно одржуваат тренинзи? се одржуваат во салата на училиштето Блаже Коневски. И имаме Како изгледа еден ваш тренинг? Како се подготвувате за некој значаен надпревар? Па доволно сме организирани и убедени дека ќе направиме нешто и мотивирани сме благодарение на професорот. Ствара доволна мотивација за да направиме нешто и весело. Сара, како изгледа тоа од твоја гледна точка? Па мене тренинзите ми се многу забавни затоа што и се забавуваме, учиме нови работи секојдневно, но го повторуваме она што сме го учеле од порано. Постојат само женски екипи. Споменавме и во првиот дел, кажавме дека ќе кажеме нешто повеќе сега. Зошто е тоа така? Зошто интересот, дали интересот од машката страна е послаб? Знаете како, одбојката во моментот на ниво на држава е некаде на подолно ниво во споредба со другите спортови, како што е радокометот и кошарката. Значи, гледате ракометната репрезентација постигнува успех, екипите Вардар и Металург, се тие кои што ги влечат машката популација да одат да се надпреваруваат. Секој сака да се надпреварува во некоја си европска лига, така ли? Секој родител сонува своето дете еден ден да стане успешен спортист и да се надпреварува таа европска лига. И е нормално природно е тој процес да ги насочуваат нели кон тие поамбициозните спортови, така да во машката одбојка нема речиси никаков интерес. Желба ми е да работам и со машка екипа, нели? Меѓутоа за жал нема интерес. Додека ке девојките тоа е веќе подруго, пред малку напоменав дека тоа е убав, интелигентен спорт, значи не може секој да го игра, си игра стално викам со нози, со глава. Земете најубавите девојки, најзгодните девојки со одбојкарките. Земено нели на повисоко на светско, на европско ниво, затоа што нели самите тренинзи, самата работа доведува до тоа телото да се формира во една убава фигура. Дали вие себе си се гледате како професионални одбојкари во иднина? Во иднина, да. Искрено да. И јас. Одбојкарската федерација на Македонија организира надпревари во младинска, кадетска и сениорска категорија на кои вие земате учество. Во која категорија и какви се вашите успеси во овие рамки со оглед на тоа што сте нели релативно нов клуб? Така. Федерацијата нели освен сениорските лиги машка и женска, каде што немаме ние представник од градот, каде што реков одбојката е сведена на машките гранки, одбојката е во Тетово, Кичево, Пробештип, Сушево, значи некаде во периферијата. Замислите Велес одбојкарски град нема прволигашка екипа. Замислите Скопје нема прволигашка екипа. Освен првите ни сојузни лиги, има федерацијата организира такмичење во млади категории, значи јуниори, кадетки и пионерки. Лани се такмичеме во две категории, они беа и пионерки и кадетки. Оваа година, реков, преминавме во една поголема, повозрасна граница, они се кадетки, меѓутоа се напреваруваат во младинска категорија. Овие дечиња, како старчето што се, 20 дечиња, сега почнуваат со одбојката и реков, целта ми е за 2 години да ги приемам во пионерска категорија. Тоа не значи дека ние не се надпреваруваме, ние имаме контакти со други клубови, ни доаѓаат, ни гостуваат, играме со други тимови на нивна возраст дечиња.
ни гостуваат, ќе гостуваме, така да нели се подготвуваме за кога ќе дојде времето да ги пријавиме да се такмичат во лига. Се надевам дека оваа генерација, како што е Вероника, за 2 години, додека се такмичат сега во младинска категорија, имаат уште 2 години право да се такмичат, се надевам дека за 2 години, кога ќе дојдат трета година, ќе бидат доволно спремни, па можеби и да ги пријавиме во прва лига и се разбира ако имаме поддршка од некој фактор. И јас се надевам дека тоа ќе биде така. И пред самиот крај да ги прашаме Вероника и Сара, што би им препорачале вие на нашите гледачите кои што се на ваша возраст, зашто да започнат да тренираат одбојка? Па јас би им препорачала дека е добро бидејќи начин на трошење на енергијата, на вишока енергија и дружба, најпрво дружбата. Едноставно забавно е и се учи нешто, се постигнува нешто. Сара, која е твојата препорака? Па јас би им препорачала да тренираат било кој спорт, затоа што тоа е забавно, се дружиме, учиме многу нови работи, се надпреваруваме, освојуваме награди, искуства и друго. И јас ви благодарам многу на сите на гостувањето, на вистина беше чест и задоволство да се разговара со вас. Ви посакувам многу успеси, како поединечно, така и за клубот и се надевам дека ќе имаме можност да разговараме во некоја наредна прилика. Ви благодариме вас, не беше пријатно и поздрав до сите. Така. Почитувани гледачи, во продолжение ќе погледнете временската прогноза и вестите.